Струмичкиот театар вечерва предпремиерно, а во наредните денови премиерно ќе ја одигра представата Тетовирани души на Горан Стефановски во режија на Љупчо Георгиевски. По пауза од скоро 7 месеци, актерите повторно се враќаат на сцена. Представата, која ја подготвуваат од февруари, конечно ќе може да ја види и публиката. Првиот човек на националната установа вели дека ги почитувале сите протоколи за безбедност. Со задоволство сакам да кажам дека вечер веќе имаме предпремиера, утре е премиерата на представата Тетовирани души. Националната установа Центар за култура ги почитуваше сите протоколи досега, ги почитуваше протоколите и за работа на актерите. Направивме и наши собствени протоколи, според кои се работи на сцена и работат актерите. И се надевам дека тоа вроди в плод и ќе вроди понатаму со плод да бидеме здрави, да бидеме спремни за нови потфати, за нови представи. Иако пишувана во предвечерието на распадот на Југославија, драмата на Стефановски во различен општествено-политички контекст доминира со актуелноста, особено на двете основни теми, туѓината и идентитетот, вели режисерот Георгиевски. Значи, пишувана во еден друг општествено-политички контекст, но Горан како пророк гледам дека без разлика што се менува контекстот денес, на нашето живење, се уште звучи многу актуелно и многу потресно. Го избрав затоа што се занимава со две основни теми. Тоа е, со еден збор речено, туѓината, или нашето раселување, и со една друга, уште погорлива тема, и денес жестоко актуелно, нашиот идентитет. Значи, представа да почнува со реплика да се изгубив, а завршува со репликата кој сум јас. Кога ќе пораснеш, само ќе ти се каже. Тоа е еден процес на барање на сопствениот идентитет. Актерите се задоволни што после толкава принудна пауза повторно се враќаат на штиците. Текстот на Стефановски пак е провокација повеќе. Втора работа зошто ми е драго, затоа што во овој текст од Горан Стефановски Тетовирани души, низ текот на процесот и размислувањата, ја детектиравме практично болката на луѓето кои што ја носат со себе, а некако апсурдно не сакаат ниту да ја увидат, ниту да ја решат. Затоа што потрагата по идентитетот е актуелна и безвременска, не по колективниот идентитет, туку по индивидуалниот. За мене тоа е, за ликот што јас го играм, тоа е првичното нешто во оваа представа. Мојот лик сака да го пронајде својот личен идентитет, сака да знае кој е, од каде потекнува. Не се базира толку на колективот, туку на индивидуалното. По втор пат Горан Стефановски е на сцената на Струмичкиот театар. Првиот пат беше со Лед во место далеката 83-84 година, така да веројатно тогаш сме биле зрели да летаме во место, а сега се бориме со вируси, се бориме со идентитет, се бориме со се, но крајот на краиштата најважно од се, ова актерска екипа и целиот ансамбл комплетно е толку созреа да може да се прават само мега представи. Сценографијата на представата ја работеше Владимир Светозарев, костимографијата Андреј Георгиевски, Маријан Нечак ја подготви музиката. Од актерите играат и Кире Георгиев, Тинка Ристеска, Анкица Бенинова, Јасмина Вучкова, Јулија Милкова и Лука Митев. Поради безбедносни протоколи на малата сцена, представата ќе можат да ја следат 30, а на голема само 100 гости.